Марија Солко е јутјуберка која живее во Јакутск и таа објасни како луѓето се загреваат на место каде температурите често достигнуваат и до минус 50 степени Целзиусови. Таа објасни дека во зградите главно се користат два начина на грејење: централно и индивидуално грејење на гас. Повеќето згради изградени пред 2010 година ја користат првата опција. Со оглед на тоа дека земјата е замрзната, цевките мора да бидат над земја, а често на нив има и пукнатини. Што се однесува до втората опција, секој стан може да ја контролира температурата во својот дом. Зградата во која живее Марија има 3 врати за да ја одржува топлината внатре. Раскажува дека во декември за парно платила само $8 за 120 кубни метри газ, додека нејзините роднини кои живеат во зграда со парно плаќале $130 за 76 кубни метри газ. Амир Џардан и неговата свршеница Рут Мур од Дорчестер, Англија, пребаруваат низ контејнери за ѓубре барајки работи кои се уште се употребливи. Тие рекоа дека на тој начин заштедуваат речиси 11.000 евра годишно. Парот додаде дека на овој начин наоѓаат и патики, луксузни парфеми, дизајнерска облека и електронски уреди кои Амир може да ги поправи. Исто така и својот стан го опремиле со работи кои ги пронашле во ѓубре. Србин кој неодамна го посетил Скопје се изненадил од специјалитетот бурек во леб или симит погача. Своето искуство го споделил на TikTok каде покажал како изгледа овој специјалитет. На Facebook страницата Југоносталгија стои дека симит погача или пита со леб е специфичен скопски специјалитет, еден од ретките деликатеси кои се произведуваат и продаваат исклучиво во Скопје. Ако има некој град во Македонија каде што можете да најдете симит погача, бидете сигурни дека сопственикот на местото дошол од Скопје. Симит погача е сендвич во лепче, составен од лепче и мрсна пита без фил, која неодоливо наликува на бурек. Тоа е некако како леб наполнет со тесто, на прв поглед многу чуден, но кога ќе го пробате, ќе сватите зошто е толку популарен во Скопје, истакнува тој во Југоносталгија. Пожарникарите спасувачи во српскиот град Лазаревац вечерва, по цели 8 часа борба, успеа да извлечат работник кој беше затрупан во канал во селото Петка, јавуваат локалните медиуми. Работникот, чие спасување беше пречекано со воодушевување од присутните, беше пренесен во болница. Денеска нешто по 15 часот било пријавено дека тројца работници кои копале канал за топловод биле затрупани со слој од околу 3 метри земја, пошто веднаш почнала операцијата за спасување. За време на акцијата се случил уште еден одрон, во кој бил затрупан и пожарникар од Лазаревац. Двајца од работниците биле брзо извлечени, а третиот бил спасен по речиси 8 часа.